Централен дневник на К1, добро вечер. По настаните на денот продолжуваме со информациите од регионот Македонија, светот и спортот. Велешани со велосипеди во поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Продолжува реконструкцијата на градскиот стадион Тиквеш во Кавадарци. Општина Неготино го заокружува проектот за асфалтирање на патот од Горни Дисан до Вешје. Велешани вчера вечер повторно излегоа на улиците од градот и го искажаа својот револт упатувајќи пораки за единствена, унитарна и самостојна Република Македонија. Ниту силниот ветер, ниту домашни предавници, ниту странски државни чиновници нема да не поколебаат. Одиме до крај, порача Славе Радевски. Со интонирање на химната на Македонија од пред споменикот на Панко Брашнаров започна синокешниот протестен марш организиран од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ниту силниот ветер, ниту домашни предавници, ниту странски државни чиновници нема да не поколебаат. Одиме до крај, порача Славе Радевски. Вистина е дека на македонското сонце му се испречувале и дека денес му се испречуваат црни и темни облаци. Но вистина е дека ние македонците сме истраен народ, мирен, сплотен, но со челична волја. Доказ за тоа се стотици илјадници граѓани кои сакаат Македонија унитарна, без кантони, без двојазичност, без промена на химната и знамето. Затоа сме овде и овде ќе останеме. Тој порача дека Македонија е на сите граѓани кои се родиле под вечното македонско сонце. Се одлучив да се приклучам на иницијативата за заедничка Македонија, не затоа што некој ме повика, туку затоа што така ми вели срцето, истакна Славица Трајкова. Големо не за двојазичност на Република Македонија. Големо не за редефинирање на нашата Македонија. Големо не за уривање на идентитетот на македонскиот народ. Големо не за албанската платформа која сакаат да ни ја наметнат. Големо да за унитарна, една и единствена Република Македонија, земја која има длабоки историски корени и никој нема право да го негира тоа и да гази по нејзината историја, порача Трајкова. Поддржувачи на иницијативата за заедничка Македонија денеска со рекреативно возење велосипед низ улиците на Велес го изразија несогласувањето кон процесите во земјата што ги сметаат за противуставни и го нарушуваат унитарниот карактер на државата. И денес на малку поинаков начин стоиме на браникот на татковината во одбрана на клучните државни интереси, истакнаа од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Протестот се одржа преку возење на рута од пред споменикот на Панко Брашнар, преку Стар мост до Коњаникот на Илинденците. На протестот се приклучи и младинскиот велосипедски клуб Велес. Пред неколку денови бевте сведоци дека Велосипедската федерација активно меѓу првите спортски федерации го поддржа ова здружение за зачувување на името, химната, знамето на Македонија. Ние ги повикуваме и останатите спортски работници и спортски колективи да се приклучат на оваа граѓанска иницијатива и заеднички да зацртаме црвено-жолтата линија, од која нема отстапување. Ова е крајната или целна линија, да се изразам спортски, а воедно ги повикувам сите политичари за нив да ова да биде и почетна линија. Велосипедската рута се одржа во повеќе градови во земјава, во викенд алтернативната програма на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија.
Продолжува реконструкцијата на градскиот стадион Тиквеш. Деновиве започна уредувањето на трибините од северната страна, а на местото на стариот зид, кој што беше разрушен повеќе од 5 години, сега изграден нов. Инаку во изминатиот период беа поставени 200 пластифицирани седишта, како и нови боксови за резервните играчи и официјалните лица. Локалната самоуправа во изминатиот период реализираше низа проекти во областа на спортот, како и создавање на услови за спортување на сите генерации. Изминатиот период беа наместени 200 пластифицирани седишта на северната трибина на градскиот стадион Тиквеш, како и нови боксови за резервните играчи и официјалните лица. Деновиве започна уредувањето на останатиот дел од стадионот, со што ќе се овозможат услови за подобро следење на надпреварите. На местото на стариот зид, кој што беше разрушен повеќе од 5 години на северната страна, сега е изграден нов. Тоа е еден објект кој што локалната самоуправа во минатиот период успеа да го одвои од државата и државата во токму во времето на Социјалдемократскиот сојуз го даде под концесија, кој што нередовно се плаќаше, кој што имаше правен проблем и како резултат на разрешување на тој правен проблем и пропуст од некогашната власт, ние први во Република Македонија успеавме тој градски стадион да го вратиме во собственост на локална самоуправа Кавадарци. Да потсетам, таков пример не постои уште еден во Република Македонија. Панов истакна дека ВМРО-ДПМН е партија која покрај дадените ветувања реализира и многу други проекти. И еве нешто што не е надлежност во локалната самоуправа, меѓутоа кој што е многу битно значење за граѓаните на општина Кавадарци, тоа е реконструкцијата на објектот Каршимене, некогашниот завод за вработување или агенција, односно центар за вработување на Кавадарци, каде што може да се забележи комплетна реконструкција и може јасно да се направи компарација каква беше оваа зграда во тој период додека имавме владење на спортивниот политички табор. Панов повторно ги повика социјалдемократите од Кавадарци, јасно и транспарентно да излезат на одредена локација која што тие сами ќе ја одберат и да посочат со прст капитален објект кој како резултат на нивното лобирање го издействувале од централната власт или пак го реализирале додека биле локална власт. Општина Неготино го заокружува проектот за асфалтирање на патот од село Горни Дисан до Вешје. Градоначалникот Ванчо Апостолов вели дека работите тука нема да застанат. Општината преку програмата на владата за рурален развој обезбедила 260.000 евра за асфалтирање на 650 метри, а останатиот дел ќе се работи со средства од локалната каса. Дијана Иванова повеќе. Општина Неготино работи на подобрување на инфраструктурата во населените места. По завршување на асфалтирањето на првите 800 метри од патниот правец, село Горни Дисан, село Вешје, градоначалникот Апостолов вели дека во моментов на терен се вршат подготвителни работи за асфалтирање на 400 метри од делницата. Средствата за овие градежни активности се обезбедени преку ИПА програмата. Со самото отпочнување на градежната сезона започнати се останатите 400 метри од проектот на ИПА програмата за меѓугранична соработка со една грчка општина Алмопија, кој заедно го изработивме. Истиот денови започнува и се надевам дека за многу краток временски период ќе бидат асфалтирани и тие 400 метра. Апостолов вели дека работите тука нема да застанат. Општината преку програмата на владата за рурален развој обезбеди 260.000 евра за асфалтирање на 650 метри. Останатиот дел од патниот правец ќе се работи со средства од локалната каса. Ни остануваат уште околу 1800 до 2000 метри, каде што обврската ја презема општина Неготино, бидејќи тоа е регионален патен правец. Сега овие три делници ќе бидат асфалтирани со 5,5 метри широчина, но на одредени локации каде што нема услови да биде проширен патот, општина Неготино ќе го асфалтира од 3 до 4 метри со средства од оперативен буџет на општина Неготино. Во овој регион најголем дел од обработливото земјоделско земјиште е под лозов насад. Асфалтирањето на патниот правец според жителите од овие две населени места особено ќе значи во брзиот пласман на трпезното и винското грозје.
Продолжуваме на тема образование. Досега изградениот имидж на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романович Државин овозможи подпишување на договори за соработка со компании вклучени во бизнисот во Македонија, но и надвор. Договори за наставна, научна и истражувачка работа со многу универзитети од различни земји, нудејќи им на студентите можност за усовршување на своите работни вештини и професионално вклучување во бизнисот. Повеќе на оваа тема од колешката Катерина Нацева. Тенденцијата на размена на професори и студенти е процес кој како пракса се применува преку Болонскиот процес. Изградениот имидж на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романович Државин овозможи подпишување на договор за соработка со компании вклучени во бизнисот во Македонија, но и надвор од неа, договори за настава, научна и истражувачка работа со многу универзитети од различни земји, нудејќи им на студентите можност за усовршување на своите работни вештини и професионално вклучување во бизнисот. Размената на студентите и размената на професорите е поради подобрувањето на квалитетот на образованието и поради можноста на студентите да се стекнат со нови искуства, односно нови погледи, нови начини на пренесување на знаењето, исто така нормално и за професорите да стекнат нови искуства и нови знаења. Стратешки партнер на Славјанскиот универзитет е Тамбовскиот државен универзитет од градот Тамбов, Русија, но се поинтензивна е и соработката со универзитети од Србија, Бугарија, Австрија, Франција, Холандија, но и останатите универзитети од Русија, како што е Северно-Кавказскиот федерален универзитет Ставропол. Представители нашего университета второй раз. Веќе втор пат во еден од најдобрите и најголемите универзитети во Македонија. За нас е голема чест да ја продолжуваме соработката, секоја годишна соработка со овој универзитет. До денешен ден ние остварувавме соработка првенствено во научната област. Денешната наша посета е веќе поврзана со соработката во сферата на наставната сфера. Студентов. И цел на нашата посета е да подпишеме договор за заедничко организирање на летна школа за македонските и руските студенти. Летната школа е уште една можност за продлабочување на соработката помеѓу двата универзитети, вели професор доктор Штапова. Во најблиско време, покрај летната школа, ќе организираме заедничка конференција во текот на месец април, каде што ќе учествуваат заедно и професори и студенти, и исто така заедничка публикација на учебници и учебни прирачници. Во блиска перспектива ние се надеваме дека ова размена на студенти ова летна школа ќе премине и во размена на студенти на ниво на бакалавријат и се разбере и со здобивање на двојни дипломи на степен на магистратура. Стратешкиот план кој низ годините го имплементира нашиот универзитет ќе продолжи и понатаму, потенцира Ѓорчев, што значи и продлабочување на нашите меѓународни врски преку реализација на бројни проекти, студентски размени, конференции, работилници, обуки, семинари, а целта е нашите студенти да бидат препознатливи на пазарот на трудот, вели деканот Јордан Ѓорчев. Постојано се зборува за негативното влијание на видеоигрите врз однесувањето на децата како потенцијална зависност, насилно и агресивно однесување, па дури и депресија. Психолозите на оваа тема советуваат игрите на компјутер да бидат заменети во игри во природа. Видеоигрите преполни со агресија, пукање, сеење страв, мечување ги прават децата да бидат насилни и агресивни. Тоа што тие го прават во светот на видеоигрите, многу често го применуваат во секојдневната игра со своите врсници. Се повеќе сме сведоци на настани каде играта помеѓу децата завршува со фатални последици. Психолозите велат, компјутерската доба си го направи своето. Децата на интернет имаат пристап до секаков вид видеоигри. Насилните игри предизвикуваат соодветни ефекти во психофизичкиот развој на детето, резултираат со зголемен процент на насилност, на агресивност, а пред се недостаток на комуникација меѓу нив. Сведоци сме, има заеднички дружења во кои што, како филмот Матрикс, секој е загледан во својот мобилен телефон, не постои она вистинска комуникација која што постоела
и која што е природно да постои. Игрите на компјутер да бидат заменети со игри во природа, вели психологот Гаврилова. Детството е период кој никогаш не се повторува и затоа треба да биде исполнето со дружење и играње. Интерактивни игри, тимски игри меѓу децата. Мислам дека играта не добриот лек за се, ама игра во природа, игра со топка, игра заедничка, интерактивна со дружење. Истражувањата покажуваат дека децата кои поминуваат подолго време пред компјутер играјќи видеоигри, многу често имаат проблем со растот и развојот. Психолозите со апел да се ограничи времето што се троши на видеоигри, а да се остави доволно време за други активности што му помагаат на детето да се развие во комплетна личност. До 15 март годинава земјоделците и нивните земјоделски фирми ќе мора да се запишат во регистарот за земјоделски стопанства ако сакаат да добијат субвенции. Со поголем рот од очекуваниот и повисока цена ќе заврши годишниот откуп на тутунот. Вестите од Македонија. Земјоделците и новите земјоделски фирми до 31 март оваа година ќе мора да се запишат во регистарот на земјоделски стопанства доколку сакаат да добијат субвенции. Ваква обврска имаат и оние што направиле промена во собственичката структура, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Привршува рокот за запишувањето на новите земјоделци во регистарот на земјоделските стопанства. Крајниот термин е 15 март. Запишувањето е еден од условите за добивање субвенции, но мора да се евидентираат и промените во собственичката структура, велат од ресорното министерство. Пријавувањето се врши во подрачните единици на министерството, каде што живее земјоделецот или каде што се наоѓа седиштето на фирмата. Годинашниот откуп на тутунот ќе заврши со поголем рот од очекуваниот и повисока цена. Превземени се повеќе од 25.000 тони тутун, што е за 5.000 тони повеќе од првичните проценки за целата реколта, говорат последните податоци од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Постигната е просечна цена од 196,82 денари за килограм или 14 денари повеќе од ланската, која изнесуваше 182 денари. Исплатата за преземениот тутун е 98% реализирана. До сега се исплатени 4,8 милиарди денари. Законскиот рок за откуп завршува на 15 март, но поголемиот дел од пунктовите се веќе затворени. Ако некои производители дополнително пријават количини за откуп, откупното предпријатие согласно законот е должно да одреди ден кога ќе го отвори пунктот за да ги преземе количините. Најмалку 24 лица загинаа, 28 други се повредени денеска при одрон на земјиште на депонија во предградие на главниот град на Етиопија, Адис Абеба. При одронот на депонијата Коше, целосно сурнати 30 на импровизирани живеалишта. Градоначалникот на Адис Абеба, Дериба Куме, изрази стравување дека ова нема да биде конечен биланс на жртвите, бидејќи уште околу 30 лица се водат како исчезнати. Според проценката на некои од жителите на депонијата, во моментот на несреќата на тоа место имало околу 150 лица. Останатите вести од светот во продолжение. Околу 1500 лица се евакуирани од филмскиот центар во Москва по анонимна закана за поставена бомба, соопшти неименуван извор од итната служба, пренесува Тањук. После анонимниот повик од објектите на филмскиот центар, евакуирани се над 1500 лица. Се проверуваат просториите, ја пренесува Спутник изјавата на изворот. Полицијата го примила повикот во 19 часот и 55 минути по московско време. Дежурниот офицер изјавил дека полицијата се обидува да го идентификува човекот кој ја упатил заканата. Холандската влада ја прогласи за непожелна турската министерка за семени прашања Фатма Бетул Каја и беше протерана од Холандија и со придружба на полицијата доведена до границата со Германија. Холандската полиција во текот на ноќта ги растера демонстрантите приврзаници на турскиот председател Реджеп Таип Ердоган од пред турскиот конзулат во Ротердам.
кои протестираа поради овој чин. Не беше мирно ниту пред холандската амбасада во Анкара. Турското министерство за надворешни работи од безбедносни причини го затвори пристапот до тој објект, но исто така и од конзулатот во Истанбул. Слични мерки се во сила и пред резиденцијата на холандскиот амбасадор. Дипломатскиот судир меѓу Холандија и Турција се одвива на само 3 дена пред парламентарните избори во Холандија. Вчера изутрина холандската влада ја повлече дозволата за слетување на територијата на земјата на авионот со кој турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу требаше да пристигне на митинг во Ротердам. Ваквата своја одлука холандската влада ја образложи со ставот дека стравува од и престојот на Чавушоглу во Ротердам би можел да го загрози јавниот ред и безбедност. Денеска имавме промеливо облачно време со сончеви периоди со услови за слаб локален дожд, а на планините со повремен локален снег. Температурата се движеше во интервал од 3 до 13 степени и утре не очекува слично време. Да го погледнеме графичкиот приказ во продолжение. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.